Здраво! Како што може да претпоставите според мојата гардероба, денеска е петок, но не било кој петок, денеска е така наречениот Black Friday. И по тој повод сакам ова видео да го започнам со еден виц кој што го прочитав на интернет. Три баби си седат сред село и разговараат која кога ја ставила зелката. Првата вика: "Ја, вика, мојата зелка ја стави, вика, на Thanksgiving." Втората вика: "Не, вика, јас, вика, на Halloween ја ставам." Додека пак третата вика: "Бе, знаете што, вика, ја мене ми е мала пензијата и ја чекам Black Friday и тогаш купувам зашто е наевтина." Вицов на изглед е смешен, меѓутоа не ме чуди дека во догледно време ќе почнеме дури и зелка да нарачуваме онлайн за кисела зелка, нели, која се прави. Како можете вие вашата онлайн продавница да ја направите со многу добри и квалитетни фотографии, ќе можете да погледате во ова видео. За таа цел го користам фотоапаратот од Canon EOS 2000D во пакетот со фиксниот објектив од 50 мм и бленда 1.8. Следна работа што ви е потребна, тоа е оваа тенда од Godox и сакам да му се заблагодарам на Лазар од Сојузот на глувите на Македонија, кој што ме потсети дека добро би било на моите видеа да иде одоздола текст на македонски. Претплатете се и гледајте. Сега ќе може да видите што има се во нејзе и како таа се монтира и како да ја наместите да фотографирате. Како што може да видите и самите, во пакувањето на Godox ни се наоѓаат трите LED светла, шипчињата за правење на коцката, напојувањето за светлата со кабел за напојување, дифузерот, држачите за светла странични, држачите за светла под диагонала, овие се за монтажа на коцката и овие се држачите за позадините. Тука имаме две позадини, една црна и една бела и самата тенда. А сега ќе ви покажам колку е лесно да се монтира оваа коцка, што значи вие може многу лесно да ја монтирате и да ја демонтирате, односно да идете и на други места за да ги нудите вашите услуги како фотограф за фотографирање на продукти за онлайн продажба. Ја направивме основата. Пред да ги ставиме горните елементи, мораме да го наместиме дифузерот. Коцката е наместена. Наред се светлата. Завитканиот дел треба да ви биде свртен према диодите. И третото светло е светло кое што ќе се монтира на средина. На овој начин светлата ни се спремни. Внимавајте каблите да идат на еден крај кај двете светла. Тоа ќе ви биде задниот дел. И сега наред доаѓа предното светло. За да не се маткаат многу кабливе, ја ги врзувам сите три на едно место позади и од тоа место тие ќе излезат од дупката во самата церада. Штипкиве од Godox, иако се многу убави, уопште не се практични, заборавале да стават овдека нешто рапаво или да му залепат гума некоја и мене позадината нон-стоп ми се лизга. Меѓутоа имам една стара финта од порано што си ја користам. Тоа е од овие штипки што се за хартија или за пари или за зависи, некој ако има пари за пари, ако некој има хартија за хартија. Ете церадата. Самата церада многу лесно се монтира благодарејќи на патентите. Ни останува да го монтираме напојувањето. На секој од овие приклучици има жлепчиња кои што мора да одговараат на жлепчињата на напојувањето. Предната страна на коцка можеме да ја гледаме како да е составено од три дела, односно три начини на фотографирање. Прво е кога ќе отвориме целата страна и можеме да ставиме внатре некој предмет и да го фотографираме. Доколку не е рефлективен, а е голем продуктор, нема потреба да ја затвараме со патенти предната страна, бидејќи на овој начин побрзо ќе можеме да ги внесуваме и извадиме продуктите и побрзо да фотографираме. Меѓутоа, доколку имаме некој рефлективен продукт, предната страна ја закопчуваме, големиот дел, и можеме да фотографираме низ некој мал отвор од горната страна, ако има потреба вака ќе го закачиме позади и оваа страна да биде тука и од овој агол би фотографирале доле. Доколку ни треба нешто помало, тогаш можеме со помош на овакви штипки да одредиме ние колкав отвор да има коцката. Истото важи и за доле. Ова ќе го користиме доколку фотографираме некои продукти кои што треба вака директно челно да ги фотографираме. Како прва работа, вашиот апарат ако е на програм, ќе го наместиме на мануелно работење, бидејќи светлото е константно и ние можеме да одредиме колку да биде блендата, со која брзина да фотографираме, колкава да биде ISO-то. Бидејќи сакам фотографиите да ми бидат пооштри, ја настојувам да фотографирам со поголема брзина на сликање, односно
Еве го 200 дел од секундата. На тој начин би ги елиминирале сите оние тресења што може да настанат од држењето во рака на фотоапаратот. Потоа следи блендата и фокусот ќе го наместиме на една фотографија. Сега ќе ви покажам како може да фотографирате разни продукти. Ќе фотографираме рачно изработен накит и украси, ќе фотографираме наочари, маслинки, суви кајси и нормална зелка. Кога фотографирате продукти, добро е, кој е рефлективен, ако е прозирен, да го издигнете малце од вашата бела површина, односно од дното, а за тоа ви се потребни 5 чаши. 4 од чашите ги редите на краевите од коцката. Исто така потребно ви едно парче стакло. Ја ова го извадив од една рамка и го местам по должината на коцката, а во петата чаша ќе си турите нешто за пиење, виски, коњаче, ракија, кој што милува. Како што можете да видите, тука имаме голем оцјај и затоа мораме ние сега да го спуштиме предниот капак. Веќе се намали оцјајот од отворот. На овој начин самите бисери добиваат една убава форма, убава дефиниција и немаме несакани рефлексии. Друга работа зашто го стававме ова стакло одозгора е за да ги одвоиме бисерите од самата бела позадина, односно од дното, бидејќи еве со овој лилјаков материјал сега ќе ви покажам што се случува кога имаме вакви бели бисери. Во овој случај можете да видите дека лилјаковата боја од позадината ни се рефлектира на долниот дел од бисерите и на тој начин ни влијае врз самиот изглед. Кога ќе ја ставиме позадината доле под стаклото, ние ги издвојуваме бисерите и добиваме многу мала рефлексија на самото дно на бисерот. На овој начин го добиваме вистинскиот изглед и боја на накитот, а сепак даваме една различна позадина која што ќе го привлече окото на нашиот потенцијален купувач или, не знам, следбеник. Некои продукти најдобро се фотографираат одозгора и за таа цел луѓето од Godox го направиле овој отвор. Одозгора може да фотографирате ланчиња. За да фотографирате од горна позиција, мора да направите и мала измена на светлата, односно едното странично треба да ви дојде на местото што го викаме од напред. А тоа предното, што може да го местиме по дијагонала, треба да е од страна. Но и ова не е некоја опасна работа и тешка операција, така да многу лесно може да го направите. Од едната страна ни се наоѓаат софтбоксот и светлата, а од другата страна ние ќе ја врзиме позадинава. Го затвараме предниот дел и сега со отворен горен дел ние може да фотографираме од горна позиција. А сега бидејќи немам 2 метра висина, морам да го стигнам ова доле. Ајде, Ирлија. Друга работа што сакам да ја кажам е тоа што вие не мора да се врзите само со овие црна и бела позадина. Ако имате некоја ваша заштитна боја, појдете во некоја од продавниците, книжари или овие што се специализирани за различни пластични фолии, може да купите во каква сакате боја и да бидете впечатливи кога вашите купувачи ќе ги гледаат вашите производи. Во некои прилики кога фотографираме немаме потреба од оваа рефлективна површина од страните, односно некогаш сакаме да направиме драма и да затемниме таа, и затоа ја би предложил, во моментов ги заборев, да си исечите коцки 60 на 60 од бел, сив и црн картон и на тој начин вие ќе одредувате колку светлината ќе се рефлектира од едната страна, може да направите едната биде потемна однос на другата страна, да бидат поинтересни фотографиите. Нема да ве чини ништо, може да купите у било која книжара која што е малце подобро опремена и да експериментирате. Со помош на оваа коцка, без разлика дали имате фотографско искуство или немате, вие ке можете за многу кратко време да генерирате фотографии со многу добар квалитет и во простор што е 60 на 60 на 60, значи на еден мал дел во вашата продавница, канцеларија или магазин,
Вие ќе можете да фотографирате, да работите, да генерирате фотографии и да ги ставате на интернет. Се надевам дека со ова видео ви помогнав да ви покажам колку е едноставно со помош на оваа коцка да се впуштите во онлайн продавницата и да пробаме заедно да ја пребродиме оваа ковид криза и да им помогнеме и на нашите купувачи да бидат во контакт со нас, а и ние нормално нашите мали фирми да продолжат да работат, да функционираат во ова време невреме. За крај, сакам да кажам дека маслинките, кајсиите, брусницата се купени од тезгата на Нено во пазарче Ѓорче Петров. Најдобри маслинки, а богами кајсије некако се погодија последно време. Зелката е купена од кај Данче. Кликнете на претплата, продолжете да гледате. Чао!